Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj me ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Tatko moj nevesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, ti blagodaram za tvoja te ljubav, za tvoja te milost. Ti blagodaram što me sozdade po Božji obraz. Ti blagodaram što mi ga otvori srce to za tvoja ta ljubav, so srce to da razberam. Ti blagodaram što me nauči da ga ljubam site. Ti blagodaram što me nauči da prostuvam, da se molam. Ti blagodaram što mi dade darna verba da poverujem vo tvoj jedinoroden sin, Isus Hristos, vo kogo ti prebivaš, tatko moj. Sveta njegova polnota, sveta tvoja polnota. Potrebna mi je tvoja ta sila, tvoja ta ljubav, tvoj um. Sve koje misle da bide pokorna na tebe, za da možem na satanata da mu kažem bege od mene satano. Potreben mi je tvoj um, te sakam, Gospodi Isuse Hriste, go povikujem tvoje to ime. Neka sekoj zbor što ga izgovaram ne bide od mene, tuko neka bide od tebe, ne da zborujem jaz tuko ti zborujem iz mene. Ti blagodaram što i deneska si vo moje to srce, vo moje to i vo tvoje to srce. I Jovan, i ti zborujem iz mene, da izrekuvam život za sita onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav. Jovan 5. glava od 39. od stih do 43. od. Vidite, vije gi proučuvate pismata. Se obreke do hristijanite, ovo je novi zavet. Zavet od naši od Gospod Isus Hristos. Znači imame star zavet. Daden su 10 Božji zapovedi preko Mojsija na kamen. I imame novi od zavet su Isus Hristos. Znači, vije gi proučuvate pismata. Pazite što zborува той им зборува на христијаните зашто сметате дека имате вечен живот во нив. Тој зборува и за евреите тогаш, бидејќи не го познае Исус, ги знаеа писмата наизуст и на памет. И затоа тој стих, словото убива, духото животворува, значи вие ги проучувате писмата, Јован 5 глава. 39 стих се однесува на христијаните, па и на евреите. Тогаш и христијаните денес. Зашто сметате дека имате вечен живот во нив, во писмата. На друго место е пишано, словото убива, а духото животворува. Пазите. И тие сведочат за мене, писмата сведочат за мене, зборува нашиот небесен Отец. Значи, вие ги проучувате, ние ги проучуваме писмата, зашто сметаме дека во нив има вечен живот.
i tije svedočat za Otec, odnosno za mene. No vije ne sakate da dojdete kaj mene, veli naši Otec i Isus. Vije ne sakate da dojdete kaj mene, za da imate život večen. Znači, hristijaните ги проучуваат писмата, ги цитираат писмата, тврдат дека ги знаат писмата, иако во Библијата е пишано, но кој го спознал умот Господов да нешто да му каже? Значи, писмото е духовно, ние сме телесни на земјата. Значи, вие ги проучувате писмото зашто сметате дека имате вечен живот во нив. Значи, во писмото нема вечен живот. Нема вечен живот во писмото. Словото убива, духото животворува. Писмото е живо ако живее во вашето срце. Значи, вие ги проучувате писмото зашто сметате дека имате вечен живот во нив. Во писмата нема вечен живот. Оти тие се сведоштво, тие сведочат за него. Тие се сликовници за да разбереме. Но вие не сакате да дојдете кај мене за да имате живот. Вели Отецот небесен, вели Исус. Зашто Таткото небесен во дух престојува во Исус. Во Исус, со сета негова полнота и видлив е во Исуса. Бога никој никогаш не го видел. Значи, тоа е слика видлив во Исуса. Слава не примам од луѓе. Вели нашиот Татко на небесата. Јован 5 глава, 41 стих. Впрочем, јас знам, тој знае, он знае. Јас не знам, ти знаеш, Татко мој, Исусе, ти знаеш, твојата волја, не мојата. Јас дојдов, пазете, впрочем, јас знам дека вие немате во себе си Божија љубов. Пазете, Божија љубов. Ние имаме себељубие, сатанска љубов, спротивставена на Бог, се љубиме само себе си, а целото свето писмо е напишано само за една заповед, раскажано е на безброј начини, потребени се многу зборови за да разбереме, а таа е љуби го својот ближен како самиот себе си. Значи, слава не примам од луѓе, јас знам дека вие немате во себе си Божија љубов и тоа е суштината на овој свет. Луѓето немаат љубов, не се љубат, излезени се од законот на љубовта и живеат живот во проклетство. Јас дојдов во името на мојот Татко, Татко мој, јас дојдов во твоето име и не ме примате, вели Исус. Јас дојдов во името на мојот Татко и не ме примате. Значи, евреите не го примија Исус, тие ги имаат Мојсе и пророците, возгордеани од тоа дека ги знаат писмата, дека во нив имаат живот вечен, дека имаат завет со Бог преку Аврама и Мојсеја. Знаете, тогаш зашто дојде Исус, бидејќи не може да ги исполнат 10 Божји заповеди. Слава не примам од луѓе, впрочем јас знам дека вие немате во себе си Божја љубов. Јас дојдов во името на мојот Татко и не ме примате. Ако дојде друг во свое име, пазете, него ќе го примите. Било кој. Како можете да верувате кога примате слава еден од друг? Си даваме слава еден од друг. Слава на овој, слава на оној. Починал некој слава, но нема слава за умрениот. Славата е на Исус. Не ја барате славата, наместо да ја барате славата што доаѓа од единствениот Бог, нашиот Татко, Отец. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ти благодарам за се, за твојата љубов, за твојата милост. Те сакам, Исусе. Слава ти, Христосе. Одиме на прво Јованово. Тој е Јован Крстител. Тој не е практично духот на неговиот Отец. Духот на Исус зборува низ него. А сега е ова како што ги поделиле луѓето Евангелијата за да се разбираме од каде читаме и зошто читаме. Инаку Бог е дух и Светото писмо, целото Свето писмо е од Бога вдахновено, во него има дух. Значи дух, но писмото само по себе нема живот вечен. Морате да дојдете пред Исус. Како се доаѓа пред Исус? Ајде да видиме што вели. Прво Јованово 4 глава. Мили мои, тоа го зборува нашиот Отец. Мили мои, не верувајте му на секој дух. Вие не гледате, како можете да верувате вие во дух кога не гледате. Со очите не гледате, со ушите не слушате и со срцето да разберат. Вели Исаија, односно Отецот небесен, вели Исус, да се покајат, да ги исцелам. Не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, за да видите дали се од Бога.
Како ќе ги проверувате духовите? Гледате луѓе исцелуваат, прават чуда, ги гатаат, ги бајат. Како ќе ги проверувате духовите? Знаеш, кога ќе дојде Светиот Дух, тој мене ќе ме прослави, вели Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе, те сакаме, Исусе. Зашто многу лажни пророци излегоа од светот. Значи, проверувајте ги духовите. По ова препознавајте го. Како да го препознаеме Божиот Дух? По ова препознавајте го Божиот Дух. Божиот Дух. Два типа на дух има, Божи дух и сатански. Нема меѓу простор. Имате Божи ум и сатански спротиставен на Бог. Тој е вашиот ум. Не како што сакаш ти, Господе, јас како што сакам. Молитвата која Исус ја кажува е: нека биде волјата Твоја. Ајде да видиме што вели. По ова препознавајте го Божиот дух, 1 Јованова 4 глава. Секој дух кој исповеда, секој дух дејство, значи во телесност, материализација, отчитување во некој човек или во нешто. Секој дух кој проповеда, на едно место вели исповеда, проповеда, кој верува, кој знае, кој признава. Пазете, не е тоа само да знаеш, секој дух кој проповеда, кој препознава дека Исус Христос дошол во тело. Што значи тоа Исус Христос дошол во тело? Некој Исус, не знам, појма нема што се случува. И со срцето се верува, а со устата се исповедува за спасение. Исповед на спасение. Верува. Поверува и затоа зборува. Значи, секој дух, препознавајте го Божиот дух, секој дух кој исповедува, кој проповеда, кој знае, кој верува дека Исус Христос дојде во тело, е од Бога. Али ти можеш да дојдеш во тело и да го гледаш од страна. Исповедување на тоа што направи Исус за тебе. Ние не можеме да разбереме дека сме паднати сме со сатаната на оваа земја од првиот грев, бидејќи се спротиставивме на Бог и го избравме сатаната. Бог ни дава право на избор, слободна волја. И од природа на љубов, на Божја љубов, царството на љубовта, царството на духовите, ние сме отпаднати, материализирани сме на земјата, дојдени сме во состојба на човек. Во слободна волја, само затоа се раѓаме. За да добиеме можност да го избереме Исус, кој е портата на спасението и само преку Него се влегува во Царството Божјо. Или да се вратиме долу во Царството на темнината, во бездна, без дно, во огнено езеро. Значи, секој дух кој исповеда дека Исус Христос дојде во тело, исповеда, верува, е од Бог. А секој дух кој не го признава Исуса, што значи тоа да го признаеш Исуса? Секој дух кој не го признава Исуса не е од Бога. Тоа е духот на Антихристот. Ние имаме религии кои не го признаваат Исуса, например муслимани, будисти и други, шинто. Видете, признавање на Исус, признавање, што значи тоа? Да го признаеш во своето срце за свој Господар. Апостол Павле вели: не живеам јас, туку Исус. Исус живее во мене. Не може да го сватите тоа наеднаш. Тоа е христијанство. Значи, не како што сакам јас. Нека биде волјата Твоја. Тоа е духот, значи, на Антихристот, за кого сте чуле дека ќе дојде и сега е веќе во светот. Пазете, сега е веќе во светот. Ние сега зборуваме за... Ќе се вратиме повторно на 1 Јованова. Значи, дека кој признава дека Исус дојде во тело, секој дух кој признава, го признавам Исус за мој Господ и Спасител, за мој Господар, дека Тој ме создал, дека душата моја е вдахната од дух животен од Отецот Небесен, во кого пребива Исус, видлив. Отецот е видлив во Исуса. Дека Тој ми дава сила, Тој ми дава љубов, Тој ми дава сила од син човечки, падната природа, отпаднат со сатаната и неговите демони, фрлен на земјата, да се вратам во Божјото царство на небесата. Признава, тоа значи не стариот тихо, туку Исусов тихо. Тоа значи се да му предадеш на Исус, бидејќи ти ништо немаш твое. Одиме сега понатаму Филипјаните, да видиме што вели во Филипјаните 2:5, интересно. Слава Тебе! Пазете, ова е многу важен стих. Имајте 2:5 Филипјаните, апостол Павле, имајте, пазете што значи да го признаеш Исус, имајте
takvi misli vo sebe, ovo je prevod na Konstantinov. Sam čitali drugi prevod, ovo je interesno biti ki mi dava, no kutja bi vam drug prevod, vidim što znači. Sve koji imajte takvi misli vo sebe, kakvi što gi imaše Isus. Ispoveda дека Isus došao vo plot. Zašto došao? Za ti da vrviš po nego, za da ti ko pokaže patu, da ti gi otvori očite i ušite i srcето, da ti dade ljubav, da ti dade sila. Pazite, kakvi što imaš Isus, gdje treba da gi imate na drugi od prepev. Istite misli na Isus Hristos, koji se tije misli. Znači, ima jedan stih koji veli, sve koja misla da mu bide pokorna na Isus. Pazite, ne moja ta volja, tvoja ta volja, to je ispoved na Isus. Ispoved дека došao vo plot. Ne jaz da živim, tuku Hristos da žive vo mene. Glavните misli na Isus. Prva ta je na krstot, raspnat, bičuvan, probijen со klinci, šajki. To je veli, prosti im tatko. Ne gi osudi, ne gi napizmi, ne gi kolneše, ne gi dade na sud. Nego moleše Oteco da gi kazni tuku. Sprotivno, reče, prosti im tatko. Ne znat što prava. To je glavna ta misla na Isus. Znači, prostuvanje na onije što je pravac zlo, neosuduvanje. Neosuduvanje i prostuvanje. Втора мисла на Исус ја му донесла блудница, така спила се повеќе мажи по старозаветниот закон Мојсеев еврејски. Треба да ја каменуваат до смрт. Исус пишува на земјата и тој вели, кој не е грешен, нека прв фрли камен на неа. Значи, првата мисла е прости им татко не знаат што прават. Вие треба да ги имате истите мисли како Исус Христос. Втората мисла е кој не е грешен, нека прв фрли камен на неа. Интересно. Луѓето се разотидоа, Исус го крева погледот од земјата, пишува на земјата, љуби го својот ближен како себе си. Ја подсетува отпаднатата природа, земјата, создадена за да се родат, да се раѓаат луѓе. По свесна состојба да го изберат Исус, да изберат љубовта. Жено, каде се тие што те осудува, таа вели, никој нема. Никој ли нема? Никој нема, Господи. Никој ли не те осуди? Никој, Господи. Тогаш и јас не те осудувам. Втората мисла, не осудувајте. Исус никого не осуди. Не судете за да не бидете судени. Оди и не греши повеќе. Значи, први рече, прости им татко, не знаат што прават, потоа ни јас не те осудувам и оди и не греши повеќе. Третата мисла која е важна е чашата е горка, пред да го распнат, го гледа тоа во духот. Но јас ќе ја испијам, морам да ја испијам, не како што сакам јас, туку ти како што сакаш, татко мој, татко небесен. Значи, прости им татко, не знаат што прават, не те осудувам, оди и не греши повеќе, и не како што сакам јас, туку ти како што сакаш, татко небесен. Значи, тоа се мислите кои ти покажуваат секој дух кој исповедува дека Исус Христос дошол во плот, кој верува, кој потврдува, кој проповеда дека дошол во плот, тоа значи ако дошол во плот, умрел за тебе. Ти доаѓаш до местото каде што е тој вознесен после распнувањето, кога ги зема твоите гревови, моите и сите луѓе, немате потреба вие да ги носите и не можете да ги носите сами. Господ дава колку можете да издржите. Тоа е Исусов ум и другите. Љуби го својот ближен како себе си, се разбира, како што и јас ве возљубив, вели Исус до крај, да се љубите меѓу себе, нова заповед ви давам. Не судете за да не бидете судени. Молете се за непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат. Ако некој ти побара една, да одиш со него една милја, ти оди две, на оној што ти ја бара кошулата, дај му ја и горната облека. Те сакам, Господе Исусе Христе. И сега однесувајте се достојно за Христовото Евангелие. Достојно за Христовото Евангелие подразбира да ги имате истите мисли како што ги има Исус Христос. Значи не вашите мисли, значи има два типа на мисли, едните се од Исус, другите се ваши. А бидејќи вие сте гревовна природа, тоа се сатански, синови човечки и синови ѓаволски, по тоа се разликуваат. Пишано е, синови ѓаволски и синови човечки, два типа на луѓе има. Секој кој не врши правда. Што е тоа правда? Божјата правда. Правда е Божјата правда, не осудување, простување. Божјата волја не е од Бога, а и оној кој не го љуби братот свој. Секој кој не врши правда,
не е од Бога. А и оној кој не го љуби братот свој, ние знаеме колку луѓе има што не го љубат братот свој, христијани, не се љубат едни со други. И тоа е духот на Антихристот, бидејќи секој кој исповедува дека Исус Христос дошол во плот, ако Исус Христос дошол во плот, ги земал твоите гревови, никого не осудил, ти треба да ги имаш твоите мисли. Ако мислиш дека си христијанин, само затоа што го познаваш Исус и го гледаш од далеку. Значи, познавање на Исус подразбира да живееш како Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, да се радуваш како Исус, да исцелуваш како Исус, да ја дадеш душата своја, кој ќе ја даде душата своја, ќе ја зачува. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува. Кој ќе ја сочува душата своја за себе, ќе ја загуби. Да ја дадеш душата своја за браќата. Нема поголема радост од таа да ја дадете душите своји на браќата. Видите сега, достојно за Христовото Евангелие, за да можам јас било да дојдам и да ве видам, тоа зборува Исус, низ апостол Павле, било да сум одсутен. Значи, тоа е Филипјаните 1:27, да чујам дека стоите цврсто. Спротивставете се со тврда вера, стоите цврсто во еден дух. Во кој дух стоите цврсто? Има два духа. Едниот е духот на вистината и духот на заблудата. Така стоите цврсто и се одиме 1 Јован 4 глава. Че да вие сте од Бога. Вие сте од Бога. Ако сте од Бога, ако ги имате истите мисли како Исус, ако умрел стариот човек и вие сте му предали се на Исуса, ако ја прифаќате неговата волја, тој да ви биде Господар, дали го прифаќаш, дали го признаваш, вие сте од Бога и нив сте ги победиле. Ќе ги победувате сите околу вас, кои ќе ве распнуваат, како што Исус го распнува, како што ми правеа мене, ќе ви прават и вас. Зашто оној кој е во вас, ако е во вас, а тој е духот на нашиот Отец, поголем е од оној кој е во светот, духот на Антихристот. Тие се од светот околу вас и световно зборуваат и светот ги слушаат. Ние сме од Бога, ако сме од Бога, треба да бидеме од Бога, да ги имаме истите мисли како Исус Христос. Истите мисли. Значи, пазете, оној кој го познава Бога не слуша нас, ако ти не го слушаш Светото Писмо, ти не си од Бога. А оној кој не е од Бог не слуша нас, значи треба да имаме истите мисли како Исус. Пазете, по тоа го познаваме. Кој го слуша Бога, го слуша неговите мисли, има истите мисли. Духот на вистината и духот на заблудата, ако ги имате истите мисли, кого вие слушате? Значи, имаме дух на вистина и дух на заблуда. 1 Јован 4. Ако не го слушате Бога, пазете, кој е Бога? Па ова. Татко, прости, им не знаат што прават. Никој ли не те осуди, јас не те осудувам, не мојата да биде твојата волја и другите работи. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. Значи, тоа е духот на вистината и духот на заблудата. Така се разликуваат духовите. Дали вие пребивате во љубов и постапувате како Исус? И понатаму има објаснување во 1 Јованов, едно од оние евангелија кои го читав. Година дена го учев наизуст, не можев да го научам. Го читав, кога почна да се отвара внатре, со сета широчина, височина, длабочина, што е Исус Христос. Дека живеа во нас, мили мои, тоа ви вели Исус, да се љубиме еден со друг. Зашто љубовта е од Бог. И секој кој љуби од Бога е роден. Пазете, љубовта е од Бог. Бог е љубов. Секој кој љуби е роден од Бога. Роден од Бога е секој кој љуби. Кого да љуби? Сите. До крај не возлюби, вели Исус. Неговите мисли треба да ги имаме, нели? До крај не возлюби. До крај. До смрт на крст. Прости им, татко, не знаат што прават. Исповеда дека Исус Христос дошол во плот, семокниот Бог, присутен во Исус, ги зема нашите гревови. Толку не возлюби, не љуби, тој први не возлюби. Кој не љуби, не го познава Бог. Зашто Бог е љубов. Тоа не е чувство, туку е природа и суштина. Бог е љубов, Божјата љубов, не себе љуби, а Божјата љубов, да ги љубиш сите. Спрема нас се покажа со тоа што Бог
го испрати својот син, во кого тој пребива, својот единороден син кој тој го држи во крилото на Отецот, кај истото Евангелие на Јован, ова е прво Јованово, за да живееме преку него. Ни почна приказната за да живееме преку него. Зашто вие ги проучувате писмата, зашто сметате дека имате вечен живот во нив. Не. А тие сведочат за мене. Пазете, таму ги има мислите на Исус кои треба вие да ги живеете. Но вие не сакате да дојдете кај мене. Да дојдете кај мене. За да имате живот вечен. Интересно, за да дојдете кај мене, кај кого, кај Отецот, кај Исус на крстот, да исповедате после дека Исус да умрете и вие со него, да го распнете стариот човек. Значи, љубовта е во ова, не дека ние го засакавме Бог, туку Бог, тој не засака нас и го испрати својот син како жртва. Жртва нема повеќе од други жртви, милост сакаме не жртви за помирување на нашите греови. За помирување на нашите греови. Кои се нашите греови? Па спротиставена природа сме го избрале сатаната и паднати сме со него после битката со Архангел Михаел, сме биле совршена природа, сме живееле во духовното царство, сме биле љубов, сме се спротиставиле на Бог, сега сме нељубов. И како што гледате, погледнете се внатре во себе, сами испитувајте се, вели апостол Павле, дали вие ги љубите сите, дали ве нервираат вашите блиски, дали ве нервираат соседите, дали ве нервираат сите околу вас како македонец, бугарите, грците, србите, албанците, НАТО, Европска унија, дали ги колнете, ги пизмите или ги љубите сите. Мили мои, тоа го зборува нашиот Отец преку апостол Павле. Ако Бог не засака така, ете го, тоа е доаѓање, тоа е признавање, тоа е духот Исусов. И ние треба да се љубиме еден со друг. Кај Бог се доаѓа кога пребивате во љубовта. Ако ви останете во моите слова, тој вели, да останеш во неговите слова е простин татко не знаат што прават, чашата е горка, но морам да испијам. Жено, никој ли не те осуди? Тогаш ни јас не те осудувам. Така се доаѓа и љуби го својот ближен како себе си. Ние треба да се љубиме еден со друг. Никој никогаш не го видел Бога, зашто Бог е непристапна светлина, но тој е видливо Исуса Христа. Ако се љубиме, пазете еден со друг. Еве го духот на Антихристот и духот на вистината, кој исповедува дека Исус Христос дошол во тело од Бога. Значи, ако се љубиме еден со друг, Бог е во нас. Бог е во нас внатре, во секого од нас. И неговата љубов станува совршена, не усовршува. Совршени во љубовта. Затоа сме дојдени тука. Да ја отстраниме нашата падната природа од сатанска природа спротиставена на Бог, да станеме љубов. Додека ние сме во него и тој во нас. Тоа се значи услови познаваме по тоа што ни го даде од својот дух. А тој е духот на љубовта. Да ги имаме истите мисли како Исус Христос. Да дојдеме при него, а не да ги проучуваме писмата и словата, да се расправаме кој повеќе знае. Знаењето и со срцето да разберат, затоа е кажано да разбере. А ние видовме и сведочиме дека таткото го испрати синот за да биде спасител на светот. Затоа е испратен Исус, спасител. Тој не спасува. Секој кој признава дека Исус е Божји син, син Божји, Бог е во него, кој признава. Пазете, што значи да признаеш? Да го признаеш за свој Господар, не да живееш ти, туку тој да живее во тебе, да те научи да љубиш, да те научи да љубиш, бидејќи ти не умееш да љубиш. Ни своите блиски не умееш да ги љубиш, бидејќи си падната природа, си отпаднал со сатаната при погрешниот избор во царството на светлината. И ние ја запознавме и поверувавме. Пазете, запознавме и поверувавме во љубовта. Ние веруваме во љубовта, Бог е љубов, во љубовта која Бог ја има спрема нас и ние треба да имаме спрема сите. Така го признаваме Исус, така ги имаме неговите мисли, така го имаме духот на нашиот Отец, а не духот на Антихристот кој е нељубов. Бог е љубов и оној кој останува во љубовта,
Бог е љубов и оној кој останува, да останеш во љубовта. Значи те напаѓаат, те распнуваат, Исус остана во љубовта, рече татко прости им, не знаат што прават. Чашата е горка, но морам да испијам. Ако некој те удри по едниот образ, се врти му го и другиот, остани во љубовта. И Бог останува во него. Така љубовта во нас се усовршува. Те сакам, Господи Исусе Христе, за да имаме увереност, односно слобода на судниот ден, да се усовршиме ние во љубовта и така нашата душа расте. И духот се расплантува кој е љубов. И тогаш е оган кој согорува се што не е од Бог во нас, зашто каков што е тој Исус, такви сме и ние во светот. Тоа значи исповед на вера. Тоа значи духот на вистината. Такви сме и ние во светот. Сето друго е духот на Антихристот. Кога имате нељубов, тој е духот на Антихристот во вас. Во љубовта страв нема, имате ли страв? Зашто со стравот подразбира казна. Зашто кој се плаши не е совршен во љубовта, не е се уште усовршен. Значи не си му го предал животот на Исус. Ти си мислиш што ќе биде, предајте ми ги сите грижи мене. Покајте се приближи Царството Небесно. Дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ви успокојам. Ние љубиме зашто првин тој не засака нас. Суштински тој не создаде, не љубеше, ни даде слободна волја, не направи. Вие сте богови, пазете псалмот, синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. И веќе сте умрени како луѓе. И сега повторно да се родите во Бог, во љубовта како што читавме претходно. Ако некој рече го љубам Бога, пазете, го љубам Бога јас, а го мрази својот брат, тој е духот на Антихристот. Нели лажливец е? Тој дошол, го земал, никого не осудил, а ти осудуваш. Зашто кој не го љуби својот брат, кого го видел, како ќе го љуби Бога кого не го видел? Од него ја имам и оваа заповед, кој го љуби Бога да го љуби и својот брат. Кој го љуби Бога да го љуби и својот брат. Тоа е суштината. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Христосе. И ме дали имаме време уште Ефесијаните, Филипијаните, што велат. Тоа е интересна состојба. Пазете да бидете во еден дух и дека воопшто не се вознемирувате, Филипјаните 1:28, од противниците. Значи Исус не се вознемируваше на Јуда, му рече прави го и тоа бргу, дојде часот да се прослави Синот човечки, што е знак за нивната погибел, а спасение за вас. Се му предавам на Бог, од Бог, зашто вам ви беше дадено заради Христос. Драги мои, мили мои, како што вели тој, нашиот Отец, не само да веруваме во Него, да ги имаме истите мисли како Него, да постапуваме ка Него, туку и да страдаме заради Него. Вие ќе страдате кога првото ниво на страдање, болки, болести, страдање телесно, второто ниво кога умира стариот човек, стариот вие, ќе сватите дека сте несовршени, дека ништо не е вредно во вас, освен она што е од единиот Бог. Третата состојба е кога ќе го примите Исус, ќе страдате за сите оние кои немаат љубов. Имајќи истата борба како што видовте во мене, вели Исус, и како што слушате во мене. Зашто Бог е оној кој ве поттикнува, Бог, нашиот Отец, да се сакате, да се љубите и да дејствувате според Неговата волја. Тоа е Духот Исусов. Дејствувате според Негова волја, дејствувате надвор од Неговата волја, излегувате од законот на љубовта. Тоа е духот на Антихристот кој престојува во вас. Значи два духа има. Два типа на мисли имам. Божјите мисли, како мислеше Исус, и вашите мисли спротивставени на Бог. Тие се. Тоа е духот на лагата и духот на вистината. Градете го своето спасение со страф и трепет, зашто Бог е оној кој ве поттикнува да сакате да дејствувате според Неговата волја. Правете се без ропот и расправија, значи прифаќање на се што ви доаѓа, за да бидете безпрекорни и незлобни Божји чеда. Незлобни Божји чеда, од синови Божји, Божји чеда, непорочни
Истите мисли на Исус според изопачено и расипано поколение, сите околу вас, држејќи го цврсто словото на животот, за да имам со што да се фалам. Цврсто словото на животот, секоја мисла да биде покорна на Исус. Христовиот ден ќе дојде, дека не трчав залудно и дека не залудно се труда, вели апостол Павле. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те молам за исцелување на сите оние кои ќе го повикаат Твоето име. Исусе, дојди во моето срце, исцели ме. Простувам на сите, се покајувам за гревовите. Нема да грешам повеќе. Сакам да ги имам Твоите мисли, да ги љубам сите како што Ти ги возлюби, да го љубам својот брат како себе си и да ги давам, да ја давам душата своја за браќата. И доаѓам уште еднаш од каде што тргнавме. Вие ги проучувате писмата, зборува за христијаните. Зашто нему вие ги проучувате писмата, зашто сметате дека имате вечен живот? Во нив, по писмата нема вечен живот. А тие сведочат, тие само сведочат за мене, вели нашиот татко, во Исус. Но вие не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот. Јован 5, 39-40, да дојдете кај мене. Епа тоа е духот на Антихристот, кога не сакате да дојдете кај него. По тоа го познаваме Божиот дух. Секој кој го признава Исус за свој Господар, дека дошол во тело. Јас не живеам ти во Христос, живее во мене, и тогаш Божијата љубов, Божиите мисли ќе бидат во тебе. И тоа ќе биде духот на вистината, нема да биде духот на лагата. Нема да биде духот на Антихристот, туку ќе биде светиот дух, духот на нашиот Отец, Исусовиот дух. Мир вам до Божиот царство небесно. Исус ве сака сите, и албанците, и бугарите, и србите, и грците, иако ги мразите, ги убивате македонците, и НАТО, и Европска унија. И ве чека трпеливо да се покаете. Мојот Бог е Бог на милосрдието, Бог на трпението, мојот Отец. Отец на духовите, семокниот Бог, ве љуби и ве чека долго трпеливо, многу милоси да се покаете. Он вечно не се љути, строго ќе ве казни. Морате да се покаете, но на смрт нема да ве испрати. Мир вам до Божиот царство небесно. Татко мој, оставам се во Твоите раце, моето тело, мојата душа, мојата сопруга, мојата заедница, моите родители, родни пријатели, моите духовни, физички деца. Сите оние со кои не сум се разбрал, сум се разделил, им простувам. Благослови ги, Господи Исусе Христе, се молам за моите непријатели, немам непријатели. Ја оставам Македонија во Твои раци, се што работам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојата љубов. Ти благодарам што ме научи да ги љубам и да им простувам на сите. Слава Ти, Татко Небесен, Те сакам, Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, Татко,
ne znat što pravat. Oče, prosti, prostim, tatko, ne znat što pravat.